и на некој начин тоа е тоа. Не ги кршите правилата и упатствата за крајот на краиштата се корисни за начинот на кој пазарот обично се однесува и да ви помогне да ги организирате веројатностите на исходите од тоа што ќе прави пазарот понатаму. Упатствата сега ќе ги разгледаме малку поинако светло и малку подлабоко. Упатството може да ви помогне да ја предвидите вашата цел. Тие може да ви помогнат да го потврдите вашиот број на бранови. Упатството за алтернација може да ви помогне да останете внатре или надвор од голем потек на пазарот, за да не излегувате и влегувате на пазарот во било кој момент. Барајќи ја претходната поддршка на четвртиот бран, ви возможува да барате средства, додека методот на следење на трендот може да каже каде всушност се наоѓа дефектот во тој бран. И правилото за еднаквост гласи дека во структурата со 5 бранови, ако третиот бран е најдолг, петиот и првиот бран би требало да бидат еднакви во времето и процентите кои ги направиле. Првото упатство што би сакал да го разгледаме тоа е алтернација, која се однесува на корективни шеми, обично се однесува на брановите 2 и 4. Главната разлика помеѓу страничната корекција и острата корекција е тоа што во страничната корекција ценовната акција или ќе се изедначи или ќе ја надмине екстремната точка на претходниот импулсен бран. И сега дозволете ми да ви насртам еден пример. И доколку ги имаме сега овие бранови, острата корекција нема да дојде ниту приближно до овој врв, додека пак во странична корекција можеме да го нацртаме тоа поинаку. И очекувајте да видите нов екстремен врв кога оваа корекција ќе се формира, бидејќи тука многу често имаме огромна ликвидност која што е ликвидирана во тој момент и може да имаме bull trap и подоцна да се вратиме повторно во 5 бранови надоле. И сега доколку го погледнеме чартот на биткоин, ќе можеме да забележиме погледнете. Доколку ова се нашите бранови тука, 1, 2, 3, 4 и сега го имаме петиот, тогаш погледнете ги овие корекции. Погледнете тука. Ова е вториот бран и само погледнете корекцијата. Имаме странична корекција, додека подоцна четвртиот бран е остра корекција. Тоа многу често се појавува. Погледнете го овој дел, да имаме кое што не го поминува ова дно тука и имаме остра корекција која што не го надминува претходниот врв. И сега, сите остри корекции се цикцак, двоен цикцак или пак троен цикцак. Страничните корекции се друго. Рамни, неправилни, двојни и тројни троаголници, комбинации, сите тие се квалификуваат како странични. Што значи? И сега, што значи алтернација? Многу едноставно кажано, доколку бранот 2 е остра корекција, очекувајте бранот 4 да биде странична корекција. Ако бранот 2 е странична корекција, очекувајте дека бранот 4 ќе биде остра корекција. И сега триаголникот може да се појави во бранот 4 и да ја задоволи алтернацијата. Дури и ако бранот 2 е страничен, но е многу помалку веројатно. И веќе го објаснивме ова, верувам дека сега ви е многу појасно зашто зборуваме во овие корекции и дека овие корекции, доколку се научат овие шеми, може да бидат многу лесни за препознавање. Сега да покажем една друга слика. И тројките имаат тенденција да не се повторуваат. Со други зборови, ако бранот А
во шема е рамен, очекувајте бранот Б да биде нешто друго, како цик-цак пример. Ова е класичен пример, каде што го имаме бранот А, ABC, ова е бранот А, голем бран, кој што е странична корекција, а подоцна го имаме бранот Б, кој што е цик-цак корекција. И сега другото упатство се однесува на длабочината на корективните бранови. И сега доколку нацртаме тука еден чарт, кога цената ќе пристигне до петиот бран, тука големи се шансите да се врати во овој простор до крајот на четвртиот бран тука и да се коригира во таа корекција која што ќе предизвика многу разочарување кај луѓето кои што поседуваат нешто од него. Тука зборуваме за распонот на четвртиот бран од еден помал степен. И ова всушност е тоа што го мислам. Следното упатство за кое што ќе зборуваме е канал, односно поставување канал на цената каде се движи. Се користи за да помогне во одредувањето на нормалните цени на брановите и да обезбеди индиции за можен развој на трендовите. Елиот го сметал канализирањето како многу важна алатка во поставувањето цели и сегрегација на поединечните бранови. Комплетната техника за канализирање вклучува неколку чекори и неколку ревизии. Пред да може дури и да започне, најдобро е да почекаме додека брановите од 1 до 3 не се завршат на поголем обем сега. Запомнете, во секоја структура од пред бранови, ова се уште важи. Така што може да примените канализирање на 5 минути и ќе зборуваме за малку поголема слика токму овде. Додека брановите од 1 до 3 не се завршат, веќе ги имате другите упатства во вашиот арсенал, веќе можете да го погледнете претходниот четврти бран, можете да го погледнете бројот на внатрешни бранови, за да ви помогне да го процените крајот на бранот 2. И сега повторно ќе го погледнеме чартот на Биткоин, за да можеме да го објасниме тоа на овој чарт. Значи, еве, ќе направиме дека тука сме го формирале, имаме 1, 2, 3, 4, ABC корекција и продолжуваме во третиот бран 1, 2, 3, 4, 5. Ова е петиот бран од третиот и тука започнува ова корекција. И сега, доколку сакаме да го измериме четвртиот бран, да видиме каде ќе заврши, ќе го измериме растојанието од првиот бран до третиот. И сега погледнете, доколку ова го поставиме тука, погледнете каде завршува. Малку пробиено, но сепак е валидно. Не е битно што свеќите ја сечат оваа структура. И сега, доколку кога ќе го формираме четвртиот бран, за да го измериме петиот бран, ќе треба да поставиме од вториот бран па до четвртиот каде што се формира и да ја поставиме структурата вака. Тоа значи дека ова се огромни цифри кои што би можеле да ги достигнеме. Но дали тоа ќе биде случајот со Биткоин, бидејќи треба да го имаме тој пети бран кој што веројатно би бил продолжен и можеби потенцијално left translated според теоријата на циклусите. Така што останува на времето да видиме каде ќе се достигне ова, но ова е таа техника со која може да се служиме во елитовиот бран.
И, например, сега бранот 3 е речиси невозможно да се предвиди и канализирањето е многу корисно за брановите 4 и 5, почнувајќи од крајот на бранот 3, за да помогне во проценката на дното на бранот 4. И што правите? Значи, ова е означување на оваа структура. Прво ги поврзувате точките 1 и 3, се спуштате до точката 2 и повлекувате паралелна линија со она што ја нацртавте. Погледнете. Повторно ќе го направиме ова. И поврзувајќи ги точките 1 и 3, таа линија ќе обезбеди поддршка за бранот 4. Дополнително, како што реков, имате внатрешна брановна структура, барате корективен образец. Овде имате Фибоначи, имате свој претходен бран 4 и последниот канал што Елиот го препорачува да го цртаме за да добиеме мерење за пети бран е каналот што се добива со поврзување на точките 2 и 4. И потоа со цртање на паралелна линија низ бранот 3. Тоа што веќе го покажавме, погледнете тука повторно, ќе го направиме да биде многу појасно за сите. И се мери бранот 3 за да се предвиди петиот бран. И сега, доста често ова ќе биде истата линија, што ги поврзува точките 1 и 3, но не мора да биде. Сега за дополнително, за наоѓање на бран 5 имаме Фибоначиеви односи. Доколку брановите 1 и 3 не се продолжени, очекувајте бранот 5 да биде продолжен и така нато. И дополнително можете повлечете една линија низ бранот 1 за да го процените врвот за бранот 5. Во многу случаи ќе откриете дека точката во која бранот 3 ја сече таа каналска линија е точка на препознање, точка во која што се случило извонредното забрзување, бидејќи тоа е уште една извонредна алака што ја имате во своите раце. И доколку сега погледнеме во овој чарт, тука го имаме бранот 1. Потоа, доколку оваа линија која што веќе сме ја нацртале тука, а знаеме дека имаме огромен бран 3, многу остар бран, дополнително може да нацртаме уште еден, доколку оваа линија само ја поставиме на бранот 1 и тоа би можело да ни го даде следниот врв. Тоа значи, доколку сега се навратиме на чартот на биткоин, ќе го измериме повторно бранот 4 и ќе поставиме 1 на третиот бран тука, и 1 на првиот бран, што значи дека тука некаде тие се совпаѓаат и се многу блиску, но сепак ќе видиме каде ќе заврши тој пети бран, кој што веќе е тука. Погледнете, доколку ова измериме сега, ова се 5 бранови и моментално според Елиот ние сме во корекција. Погледнете, ова еден бран, тука завршува, потоа имаме ABC корекција која што оди над претходниот врв, тоа веќе го зборевме, и ова е веќе третиот бран, четвртиот и петиот бран, после која што следува корекција, каде што цената би ја очекувале во овој регион тука да се врати. Каде ќе застане не можеме да знаеме, но големи се шансите, како што кажува Елиот, да стигнеме до оваа цена повторно и од тука да започнат нови 5 бранови и конечно да започне тој бран кој што тој го нарекува fifth to the fifth to the fifth, што значи дека еден огромен циклус од кога биткоин постои, влегуваме во тој последен пети циклус, каде што подоцна може да очекуваме корекција. Секако ќе бидеме тука и ќе ги следиме пазарите да видиме дали тоа всушност и ќе се оствари